Добар ден, почитувани, започува уште едно ново издание на магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе добиете одговори на најчестите прашања и дилеми на родителите поврзани со вакцините и имунизацијата кај децата и бебињата. Ке проговориме за редовниот вакцинален календар, колку вакцини вкупно треба да примат децата во раното детство. Потоа ќе бидат разјаснети најчестите митови поврзани со одредени вакцини, а за сетова повеќе од разговорот со професор доктор Катерина Ставрич, детски имунолог, инаку вработена на Медицинскиот факултет на катедрата за семејна медицина. Професорке, добре ни дојдовте. Благодарам на поканата и баш ме радува што еве април, кој што е месец посветен на имунизацијата, токму ќе зборуваме за таа тема. Со почетокот на пандемијата, секаде во светот нагло упадна бројот на вакцинирани деца. Има ли официјални податоци кај нас како стојат работите во моментов? Колку е опсегот на вакцинација? Благодарам. Значи, сегде во сите земји по светот, со почетокот на пандемијата, се евидентираше пат на офатот со имунизација. Тоа го видовме и ние кај нас. Официјалните податоци за Македонија за 2020 година, кои што се обработени, навистина покажуваат пат на офатот под 85%, што треба да биде загрижувачки, затоа што тоа е некој офат кој што обезбедува некоја безбедност во поглед на можноста да се појавуваат епидемии. Она што особено посебно загрижува, тоа е падот на офатот за МРП вакцината, која што во 2020 година е паднат за првата доза на 63%. Тоа е навистина еден аларм. Драстичен пат. Драстичен пат, имајќи во предвид дека 2018 година, пред да ни се појави епидемијата за морбили, опфатот падна на 75%. Сега така уште понизок е и навистина тоа е еден аларм и важно е да сите здравствени работници повеќе работиме ова година и овој месец посебно да овој офат го подигнеме и достигнеме она што се очекува, што треба да биде, тоа е негде околу 95%, што е гаранција, безбедност дека нема да ни се повторна епидемија на морбили. Така е, МРП вакцината, односно ММР, од секогаш создавала многу полемики. Ајде да започнеме, професорке, токму со оваа вакцина. Што таа содржи? Дали е жива вакцина, ацелуларна? МРП вакцината навистина најмногу создава двоумења кај родителите и тоа е жива атенуирана вакцина. Тоа значи дека самата вакцина содржи вирус кој што е делумно уништен, меѓутоа не може да предизвика болест, но сепак може да даде лесни симптоми на болестите. Иначе содржи за 3 болести, 3 вирусни болести антигени, тоа се морбили, рубеола и заушки или паротит. Многу дилеми се оддавна, тоа повеќе од 20 години постои таа дилема за поврзаноста на МРП вакцината со аутизмот. Меѓутоа, навистина овие 20 години покажаат многу голем број на епидемиолошки студии каде што се вклучени и се следени децата по 10-15 години, не се докажа таа поврзаност помеѓу МРП вакцината и аутизмот. Но и покрај резултатите што се добиваат од студиите, родителите велат детето прво да прооди, да прозбори, па потоа да ја прими вакцината. Тоа е уште еден мит кој што постои помеѓу родителите, дека треба да прозбори и да прооди. МРП вакцината, првата доза се дава на возраст од наполнети 12 месеци. И апсолутно нема никакво влијание врз прозборувањето и врз проодувањето на детето. Безбедна е во тој поглед таа вакцина. Релативно несаканите реакции од таа вакцина се минимални. 9 од 10 деца нема да имаат никакви реакции и многу, да кажам дека за време на епидемијата 2019 година се извакцинираа 40.000 деца. Дали нешто слушнавме дека се случи во тек на тие 4 месеци на имунизација, дека имаше некакво влијание врз здравјето на децата? Не.
Така да, од тој аспект е навистина безбедна таа вакцина и нема потреба ни да проводи, ни да прозбори. Свести сме дека денеска децата многу покасно прозборуваат, дека прво прозборуваат англиски отколку македонски. Значи, други се факторите што влијаат на развојот на говорот и прозборувањето на децата, секако дека тоа не е вакцината. А колку време по аплицирањето на вакцината може да се јават некакви реакции и доколку бебето качи температура, односно детето, веднаш по примањето на вакцина? Дали е тоа од ММР вакцината? ММР вакцината е малце специфична, затоа што рековме, тоа е атенуирана вакцина, атенуирани вируси, и обично тука реакцијата од типот на покачена температура се појавува после 7 до 10 дена од примање на вакцината. Што значи дека тие делови од вирусот треба да влезат во организмот, да потикнат имунолошка реакција и како резултат на тоа да се појави евентуално покачена температура. Меѓу најчестите е покачена температура, меѓутоа пак ќе речам 9 од 10 деца немаат никакви симптоми. Едно ќе добие покачена температура, која што обично трае неколку дена, 2 до 3 дена. Може да појават некои деца и осип во склоп на симптомите од вакцината, може да појават оток на ливните жлезди на вратот, меѓутоа сите се тие самоограничувачки, поминуваат спонтано сами од себе и освен една симптоматска терапија не треба ништо друго да се делува. И овие, да речем, реакции се јавуваат после првата доза на вакцина. Таа што се дава на 12 полни 12 месеци. Веќе втората доза, која што децата ја примаат во прво оделение во школо, доаѓа како дополнителна, како бустер доза и веќе од бустер дозата не се очекуваат вакви реакции, затоа што веќе организмот има одреден имунитет. Целта на бустер дозата е да се засили тој имунитет, за да може доживотно да го штити детето од разболување. За да ја прими детето оваа вакцина, мора ли да има пробано белка од јајца? Не, значи голем број исто, и тоа беше еден од митовите кои што мислам дека сега во последно време веќе родителите и здравствените работници научија дека нема поврзаност помеѓу МРП вакцината и алергијата на јајце. Пак ја повторам епидемијата 2019, кога нели ја симнавме границата за да може да ги заштитиме токму најчувствителните возрасти, а тоа се над 6 месеци децата, дека децата на 6-месечна возраст се вакцинираа со МРП вакцина, а немаа пробано ни белка, ни жолчка и апсолутно немаше никакви реакции во типот на алергии и на ова. Исклучително ретки се тие алергиски реакции, што би рекла, каде што, како и од секој лек и од секоја друга вакцина, постои ризик од алергиска реакција, меѓутоа тоа е толку исклучително ретко, да јас можам да кажам 30 години работам како педијатар, ја не сум видела анафилактична реакција од вакцина. Сум видела неколку алергиски реакции, меѓутоа не анафилактична реакција. Професорке, доколку детето е алергично на јајце, во тој случај сме да прими ММР вакцина? Сме. Значи, и тие деца кои што развиваат алергиски реакции на вакцината, се покажало дека во основа е тоа алергија на некоја состојка во вакцината, не е јајцето, туку желатинот, најчесто е желатинот што го има во оваа вакцина, или може да биде антибиотикот, доколку неомицинот, тој што е во состав и на другите вакцини, доколку постои таква алергија. Меѓутоа, повторно ќе речам, такви алергии се исклучително ретки и навистина нема веќе страф од алергиски реакции на, значи и деца со алергија на јајце. Обично алергиите на јајце се транзиторни, тие поминуваат после втората, третата година, исчезнуваат кај децата и тие може да консумираат јајце. Знаеме дека и тие деца што се алергични на јајце консумираат пилешко месо без никаков проблем. Така да, самата вакцина, да, е растена на пилешки ембрион, меѓутоа тие количини е толку пречистена што тие количини евентуално кои би можеле да предизвикаат алергија се толку минимални што во основа не може да даде алергиска реакција јајцето, ембрионот
на пилешкиот ембрион да даде алергиска реакција. А што е со децата кои што доцнат со примање на оваа вакцина? Дали е sejedno ако ја примат на 3 години, на 4 години, потоа што со ревакцината? Можат ли да ја примат на 6 години? Или пак и тука ќе треба некое поместување? Значи, во принцип, нашиот календар за имунизација е навистина направен така и е во согласно со европските и светските календари и навистина можеме да се пофалиме дека имаме еден европски календар на имунизација, каде што сите поважни вакцини се вклучени во нашиот календар, каде што вакцинацијата е задолжителна. Направен е така календарот, точно дадени се временските периоди кога да ги примаат тие вакцини, затоа што првата година, првите 2 години, да речам на некој начин, се најчувствителни за детето, кога се уште имунолошки не е зрело, кога имунитетот што го добил од детето, што го добиле од мајката во текот на бременност и по породувањето, исчезнува и на некој начин тука е најчувствителен организмот. За сериозни разболувања, за сериозни болести и последици и компликации од овие инфекции. Така да, затоа е важно да се придржуваме до овој календар, кој е препорачано на 12 месеци, треба да ја прими вакцината на 12 месеци. Но сепак има пат. Меѓутоа, споменавте 60 и колку проценти има? 63%. 63%. Останатите 47%. Токму заради ова, што затоа што видовме дека има доста деца кои што имаат пропуштено вакцини или од различни причини, 2019 година ние направивме, Министерството издаде и посебен календар за кетчап, што ние велиме како да и овие деца кои што не примиле вакцина се внесат и почнат да ги примаат вакцините кои што се предвидени во календарот согласно возраста. Така да не е проблем, може дури има доста често сега со запишување или во градинки или во школа им бараат потврда за вакцинација и ако нема примено МРП мора да прими, да речеме, прва доза на МРП вакцина, а во прво оделение ја прима втората доза. Значи има тој минимум временски период помеѓу 2 дози, помеѓу првата и втората е 2 месеци. Така да може да се надокнадат и за релативно краток временски период доколку се пропуштени вакцините. Така. Колкав дел од овие вакцини што децата треба да ги примат се поливалентни? Што значи поливалентноста? И треба ли поливалентноста родителите да ги плаши, бидејќи тие велат мали деца со одеднаш толку треба да примаат вакцини, дали е подготвен нивниот организам за такво нешто? Да, еден од тие предизвици со кои што се соочуваат здравствените работници е токму тоа, па моето дете е мало, па прима одеднаш 5 или 6 вакцини, нели тие петовалентни, шестовалентни, тоа подразбира дека токму во таа вакцина се содржат неколку вакцини за неколку болести. Да речеме петовалентната, тоа е дифтерија, тетанус, полиомиелит, пертусис и хемофилус. Шестовалентната е дополнително има за хепатит Б. Се почнува од 2 месеци календарот за имунизација. Меѓутоа, пак ќе речам, со напредокот на фармацевската индустрија, навистина се успеа толку точно да се детектираат тие делови од бактериите и вирусите кои што се важни да предизвикаат имунолошки одговор, така да количината на антигените во овие вакцини е минимален. Организмот секојдневно се среќава со илјадници бактерии и вируси преку воздухот, преку храната, преку водата, значи многу е на поголем број на зборам милиони бактерии кои што доаѓа во контакт, а сепак тоа не ги плаши, а ги плашат овие 7, 8, 10 антигени кои што ги има во овие вакцини. Така да не е тоа преголем, да речам, преголема количина за организмот. И често пати родителите сакаат нешто за стимулирање на, нели, да го поттикнеме имунитетот на детето. Многу му е слаб. Па вакцината е токму една од тие начини како да го поттикнеме созревањето на имуниот систем кај доенчињата и малите деца.
Да ги поканиме професорки гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076 677. Професор доктор Катерина Ставрич, детски имунолог, е гостинка во денешното издание на 0М+. Таа ќе даде одговори на бројните наши прашања. Направивме таква селекција да ги опфатат најчестите родителски грижи и дилеми, но секако тука ќе оставиме простор и на вашите прашања, на вашите лични дилеми поврзани со темата на која што говориме. Првите две вакцини бебињата ги примаат во породилиштето. Новороденчето прима вакцина за хепатитис Б, првата доза, и БСЖ. БСЖ е онаа вакцина за која што на почетокот на пандемијата се говореше дека може би помага кај луѓето при совладувањето на новиот коронавирус, значи при болеста COVID. За каква вакцина станува збор, од што таа штити? БСЖ вакцината е всушност вакцина исто во таа група на атенуирани микобактериуми, кои што го штити детето од туберкулоза. Иако туберкулозата, да речеме, во Македонија е скоро ставена под контрола, меѓутоа се уште е присутна во одредени мали бројки, е застапена во Македонија. И затоа е важно да ја имаме оваа вакцина која што го штити детето токму од туберкулозата. БСЖ-то децата ја примаат на раѓање. Таа се збореше доста во COVID-19 на почетокот, затоа што е вакцина која што го поттикнува клеточниот имунитет и во тој контекст беше спомната како вакцина која што го поттикнувајќи го клеточниот имунитет го штити организмот и од вирусни инфекции како што е SARS-CoV-2-19. Препораките се променети во однос на БСЖ, тоа што доколку детето, сите деца новородени примаат БСЖ на раѓање. Обично тоа е оној белек што го создаваат децата на рамото. Но не сите имаат белек по примањето на вакцината. Не сите. Зошто? Тоа е сепак и индивидуално, може да се и кожни нереактори. Меѓутоа препораките, ставовите се сега сменети во тој поглед што деца кои што немаат белек, во тек на првата година треба да примат втора доза на БСЖ. Значи потребна ревакцинација во тој случај. Доколку не се стигне во текот на првата година, тоа може да се направи и после првата година до 14 годишна возраст. Меѓутоа во тој случај потребно е да се направи манту проба, она што викаме ние на рачето, прво да се направи тест и доколку е негативен да прими втора доза на БСЖ. Доколку и после втората доза не се создаде белек, во тој случај се прекинува, значи нема потреба да се примаат постојано вакцините, затоа што се смета дека се сепак таа група на луѓе кои што се кожни нереактори. Они имаат имунитет, имаат заштита од туберкулоза, меѓутоа не создаваат белек на раката. Имаме гледач, да му дадеме предност, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Родител на детенце од 8 години. Така. Моето детенце значи на година и пол ја прими ММР и Ве слушаме, повелете. Значи вашето детенце кога имало година и пол ја примило вакцината? Така, да, и имавме многу лоша реакција. Детето престана да зборува. Значи имаше 7 дена повраќање, температура висока и пролив. Мислам. Така, само ќе ве молам да го следите разговорот преку слушалка, да не го слушате телевизорот, намалете сосема и во континуитет зборувајте за да можеме да искомуницираме како што треба. Така, во ред. Добро, значи потоа имало реакција со висока температура? Да, значи имаше температура, повраќање и Дали тоа се случило непосредно по примањето на вакцината? Да, значи само што ја примивме вакцината. Веднаш потоа. Утрото, попладнето, тоа му се случи, 7 дена бевме на лекар. Докторите значи ни дигнаја рамења, ништо, значи не сакаја да направат за детето. Добро. Јас го вратив дома, дури не сакаја ни во болница да го задржат.
И Добро. после тоа почнавме со лекари таму ваму и утврдија после, значи, известен период дека детето добило аутизам од вакцината. Така ви е наведено дека од вакцината добило, така? Така, да. Добро. Да. Па ми беше прашањето како и зошто, значи, така, некој викаат дека нема, значи, никаква реакција од вакцината, а кај нас имаше многу лоша реакција. И еве, детето ми е уште 8 години, значи сега ние уште сме по доктори и Така. имаме многу големи проблеми, значи, со него и Ви благодарам за вклучувањето во програма. Еве, родител кој што споделува вакво искуство, претпоставувам дека често најдувате на родители кои што поврзуваат професорке вакцина со појава на аутизам. Значи, прво би сакала да разграничам една работа. Она што, зашо го прашав тоа, дали симптомите Веднаш се јавиле веднаш по примање на вакцината. Значи, МРП вакцината е вакцина која што не појавува веднаш симптоми. Она што рековме, покачена температура и било какви други симптоми. Може и други ретки, исклучително ретки да појави, меѓутоа тоа се јавува дури после 7 до 10 ден. Нема време вакцината, значи по примањето, веднаш да даде, за разлика од другиве вакцини, 5-валентни, 6-валентни, каде што велиме очекуваме покачена температура веднаш по примање на вакцината во првите 24 до 48 сата. Така да ова е чисто една коинциденција на овие симптоми што ги кажа, температура, пролив, повраќање, веројатно е тоа некој стомачен вирус или некоја инфекција која што се совпаднала со примањето на МРП вакцината. Не е несакана реакција од вакцината, туку е едноставно коинциденција, совпаѓање, случаен настан кој што се погодиле да примат. Често пати и родителите кажуваат, ама детето го прегледаа на матичниот доктор и докторот кој што ја спровел вакцината и е здраво. Да, детето може да е во моментот здраво, па и да направи крвна слика може да е уредна, меѓутоа може да се наоѓа во еден период, она што викаме на инкубација на некое вирусно или бактериско заболување. Така да, тоа е едниот аспект што сакам да го расчистиме, затоа што многу по-чести се, да речам, овие несакани реакции од типот на коинциденца, на случајни настани, на погрешно апликација на вакцината, отколку реакција на составот на самата вакцина. Симптомите на аутизмот. Аутизмот, сочувствувам со мајката, сепак е тоа болест која што се уште е поле на истражување, мултифакторијално заболување, каде што има и одредени генетски фактори се спомнуваат, меѓутоа и голем број на надворешни фактори се спомнуваат, кои што веројатно комбинацијата доведува до појава на симптомите и развој на болеста на аутизмот. Ние имаме семејства каде што едно дете има аутизам, друго дете е здраво. Значи, кои се тие фактори што влијаеле дури и во тек на бременоста, се спомнуваат одредени инфекции, исхрана и други фактори кои влијаат во тек на бременоста, дека на некој начин влијаат врз појавата на тој аутистичен спектар на болест. Многу често симптомите на аутизмот се препознаваат, почнуваат да ги препознаваат и родителите и докторите во текот на втората година. И повеќе е тука тоа поврзување на МРП вакцината со аутизмот, отколку што на виштина има некаква поврзаност. Бројни студии се правени, каде што на деца и кои што се вакцинирани, и кои што не се вакцинирани, се следало честотата на појавата на аутизмот во двете групи, се видело дека кога зборам голем број на деца, тоа се 100.000, 200.000 деца. Значи, и се следени 10 години. Значи, не е најдена поврзаност на вакцината со аутизмот. Факт е дека ние знаеме, еве, опфатот со МРП вакцината опаѓа, а бројот на заболени со аутизмот расте. Така да, тоа го побива, таа теорија ја побива на поврзаноста на МРП вакцината со аутизмот.
Професорке, тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма. Продолжуваме со магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зборуваме за вакцинацијата кај децата со професор доктор Катерина Ставрич, детски имунолог, вработена на медицинскиот факултет од катедрата за семејна медицина. Професорке, двајца гледачи очекуваат да се вклучат, да им дадеме предност. Само ќе ги замолам гледачите што пократки и концизни прашања во интерес на времето, бидејќи како што можете да видите 3 страници имам тука предвидени прашања за денешната емисија и се надевам дека ќе ги одговори професорката повеќето од нив. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Повелете. Ви благодарам. Поздрав до вас, за докторка. Поздрав и до вас. Та не спечела на мене, јас лично ја познавам, се стапеле во контакт во однос на едната моја мала девојка, другата мала моја девојка, близначки се. За жал, после примањето на МПР, вакцината, доби вакцинална енцефалопатија и вакцинален, нека ме дополни докторката ентероклитис. Така, добро. Зошто е тоа така? Верувам дека од вакцината. Верувам дека од вакцината, затоа што ние едната од двете близначки лежеше на универзална клиника за детски болести. Лекуване таму од инфекција во добиена после недела дена во болница во внатрешноста во Македонија. Така, сега вас ви интересира зошто тие симптоми се јавиле кај едната близначка, кај другата не се јавиле и дали причината за тоа е вакцината. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, повелете. Она што за сите вакцини постои дека не штитат 100% од заболувања и меѓутоа поврзаноста на вакцината со аутизмот, повторно ќе речам, нема научни докази. Има заболувања кои што може вакцината да биде тригер, да биде провокатор на појава на тие симптоми, на одредени заболувања. Може да и да не примила вакцина детето, да во некој нареден период ги пројави тие симптоми на такво заболување. Сега во последниве години навистина со напредокот на овие генетски испитувања, голем број од болести кои што до сега нема име и презиме, со генетски испитувања се докажуваат и се докажуваат за каков вид на заболување се работи. Пак ќе речам, може да вакцината кај едно дете кое што имало предиспозиција за такво заболување да биде тригер фактор да го пројави тоа заболување. Меѓутоа тоа ретко се случува и не е тоа причина да не ги вакцинираме децата и да не ги заштитиме. Повторно ќе кажам, со епидемијата на морбили сите го доживеавме тоа. Не се случило нешто многу одамна па да сме заборавиле. Навистина имаше голем број на заболени, имаше хоспитализирани деца, имаше и починати деца, има деца кои што не смеат да се вакцинират, а треба да бидат заштитени, имуносупресивни, малигни заболувања со канцер. Значи, тука е важноста и предноста зашто треба да ги вакцинираме децата, да го заштитиме детето, да го заштитиме семејството, кое што не мора да е дете, може да е и возрасен кој што има малигно заболување, кој што прима имуносупресивна терапија и кој што доколку се разболи може да има последици по неговото здравје и да заштитиме и околината, врсниците, децата. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Едно кратко прашање за докторката во врска со вакцината БСЖ. Така. Бебето ја прими на возраст од 2 месеци и буквално немаше никаква реакција, ниту на месото, ниту било друга каква реакција. По примањето, после 4 месеци, на самото место, на угодот, на допир, има како мало зрнце подкожно, кое што исто има некоја како малце модра боја. Не е ниту воспалено, не изгледа ниту црвено, ниту ништо. Тоа веќе му стои така 2 месеци. Дали е таа реакција нормална и колку време да очекуваме да се повлече или да треба понатаму да се случи? Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија.
Благодарам на прашањето. Треба да кажеме дека БСЖ е вакцина која што може да даде реакција после месец и пол до 2 од примање на вакцината. И тоа родителите го знаат дека дури негде на 2 месеци, 2-2,5 месеци може да се појави на местото на примање, нели, за да се оформи тој белек, се појавува као раничка, може и да протече и со повлекување на таа раничка всушност останува белегот. Веројатно имаше еден период недостаток на БСЖ и затоа детето можеби не примило во породилиште, него на двомесечна возраст, подоцна, ја примило таа вакцина. Доколку се работи за модро, како што го опиша слушателката, може да е тоа за некој хематомче мало, кое што настанало при давање на вакцината, кое што веројатно можеби со масажи, со ова ќе полека ќе се повлечи со растење, ќе се ресорбира и ќе се можеби 2-3 месеци ќе се ресорбира. Не е тоа реакција од вакцината, меѓутоа она што викаме можеби од начинот на кој што е дадена вакцината, па испровоцирала создавање на едно такво топче. Да проговориме и за двете вакцини што пред неколку години беа вметнати во редовниот вакцинален календар, а тоа е вакцината за ротавирус и пневмококната вакцина. На која возраст се даваат? Да, од 2019 година се поведоа овие две нови вакцини во редовниот календар, со тоа што ротавирусната вакцина е малце специфична, затоа што има доста краток период, временски период, кога може да се даде. Во моментот ние користиме ротавирусна вакцина која што се дава во 3 дози и се почнува на двомесечна возраст до возраст од 32 недели, односно до 8-месечна возраст треба да се примат 3 дози. Подоцна не се дава? Подоцна не се дава. Значи се даваат, затоа веламе многу и е многу ограничен временскиот период и важно е родителите да се јават на двомесечна возраст, да ја почнат да ја примаат оваа вакцина, затоа што доколку не се јават до возраст од 12 недели, а тоа е негде тука околу 2,5-3 месеца, веќе после тоа не можат да почнат и да ја продолжат имунизацијата со ротавирусната вакцина. Каква вакцина е тоа, жива или умртвена? Тоа е жива вакцина, умртвена, меѓутоа се дава орално. Преку уста се дава кај доенчињата и воглавно нема несакани реакции, може да испровоцира лесен пролив, повраќање, исклучително ретко. Генерално доенчињата ја поднесуваат добра, а сепак штити од ротавирусната инфекција, од проливот, кој што знаеме, пак ќе речам, доенчињата се најризични, доколку заболат од ваков пролив, многу често се хоспитализираат, имаат потреба од интензивен третман. А дури поголеми дечиња на 2-3 години брзо дехидрираат. Доенчињата и затоа велам, тие први 2 години од животот се најчувствителни во поглед на брзо влошување на симптоми, тешка клиничка слика, па дури и лоши исходи. Така. Затоа е важно да ја примат. Значи, тоа е апел до родителите да не одложуваат да се јават на двомесечна возраст во вакциналните пунктови за да ја примат ротавирусната вакцина. А што со пневмококната вакцина? Зошто за бактерија вакцина? Наместо антибиотик. Пневмококната вакцина, значи ние ја воведовме уште 2015 година во Македонија, меѓутоа беше по индикација. Деца кои што често се разболуваат, имаат проблем со пневмококната инфекција. Родителите беа многу задоволни од резултатите. Да. И сега успеавме, значи од 2019 таа е внесена во редовниот календар на 4 месеци и на 12 месеци заедно со МРП вакцината. 3 дози се примаат. Пневмококот, повторно ќе речам, пневмококната инфекција во првите 2 години од живот е доста сериозна инфекција. Имунолошки организмот на детето во овие 2 години не е спремно да создаде антитела наспроти пневмококот. Што значи дека он може да се разболи, да добие инфекција, меѓутоа организмот не ја памти, не создава доволно заштита и може повторно да се разболува. Знаеме дека пневмококот доста често, посебно во
овие први години од животот знае да направи воспаление на уши, сериозни, кои што после може да се повтарат и да остават последици на слухот. Тешки пневмонии да направи, тешки воспаление на мозокот. Така да, затоа е, повторно ќе кажам, затоа е пневмококната вакцина внесена токму во овој временски период да се прима на двомесечна, на 4-месечна возраст, втората доза и третата доза на 13 месеци. Но може и подоцна да се прими, така? Може и подоцна. Она што рековме во оној календар на кетчап, деца кои што ги скокнале овие вакцини, значи може и после втората година да ја прими до 5-та година, може, но тогаш примат една доза на вакцина. А има посебни групи на ризични пациенти, пациенти кои што имаат извадена им е слеската, било да е тоа трауматска или поради некоја болест, потоа и одредени други некои заболувања кај што тие лица примаат, независно од возраста, треба да ја примаат пневмококната вакцина. А колку време трае заштитата од пневмококните бактерии, откако ќе се прими вакцината? Со овие 3 дози на вакцина кои што ќе ги прими во првата година од животот, фактички детето е заштитено од тешки, сериозни инфекции со пневмо. Значи, токму од оние соеви кои што предизвикуваат така тешки инфекции. Тоа не значи дека детето после на 2-3 години кога ќе трне у градинка, оно може да се разболи од пневмококна инфекција. Често пати ја имаат во она што викаме клицоносители се, ја имаат бактеријата во носот, затоа што децата по градинки си ја врдат. Меѓутоа тоа се или самоограничувачки или лесни инфекции кои што го даваат тие соеви на пневмокок. Сега во моментот колку валентна е вакцината? Да, 13 валентна. Значи од 13 соеви. 13 соеви кои што даваат најсериозни, најтешки инфекции е заштитено детето. Сега би ве прашала нешто околу рутинските прегледи пред примањето вакцина. Родителите често и на своја рака прават крвна слика со ЦРП и потоа се упатуваат во вакциналниот пункт. Некои педиатри велат дека е неопходно да се донесе крвна слика со ЦРП, други велат нема потреба да го боцкате детето. Значи, генерално за да детето прими вакцина, треба да биде прегледано. Треба да биде прегледано и треба да биде здраво. Крвната слика и ЦРП-то апсолутно не се гаранција дека детето нема инфекција или она што рековме случаен настан. Значи може да има и нормална крвна слика и нормално ЦРП, а да е во период на инкубација и да се разболе непосредно после примање на вакцината. Така да нема потреба од правење на тие лабораториски испитувања. Сепак е тоа некоја траума за детето боцкањето. Доволно е да го прегледа или матичниот или докторот кој што работи во вакциналниот пункт, затоа што сега имаме и педиатри кои што работат во вакциналните пунктови. Доволно е он да го прегледа детето и да го имунизира. Но детето треба да биде здраво. Треба да биде здраво. Дете кое што му тече нос е здраво. Значи веќе тоа е здраво. Мрсочињата не значат болест. Не се болести. Дете кое што можеби и кашла, можеби кашла затоа што има секрет, може кашла затоа што е загаден воздухот, може кашла затоа што има алергија. Значи, алергијата, еве сега е сезона на алергиски заболувања. Имаме деца кои што, нели, се склони кон алергија, им тече носот, кашлаат, имаат кожни промени, не е тоа причина да не се вакцинираат. Значи, збориме за акутно болно дете, кое што има температура, кое што е кенкаво, легнато, болно, да, не треба да прима вакцина. Меѓутоа, релативно многу малку се тие состојби каде што на вистина детето не треба да прима вакцина. Кои се тие? Еве, например, професорке, некои прават испитување дали е покачено АСО, некои такви параметри. Нема потреба лабораторија. Пак ќе речам, клиничкиот преглед, едно дете кое што јаде, трча, спие добро, расположено е, се смее, тоа е здраво дете. Независно од тоа дали кашла, дали му тече носот, дали каква му е крвната слика или лаба, па и да има некоја лесна анемија, сепак е тоа состојба која што се лекува. Значи, може да е само со храна, може дополнително да прима одредени препарати за терапија на анемијата, меѓутоа пак ќе речам не е тоа причина да не се вакцинираат децата.
Ви благодарам за вашето гостување во денешната Телма амбуланта, што на родителите им ги појаснивте повеќето митови кои што се поврзани со одредени вакцини и мислам дека и го намаливте стравот кој што е присутен поради дезинформациите кои што најчесто стигнуваат до нив. Благодарам на поканата и еве уште еден апел до сите родители кои што се грижите за вашите деца и за здравјето на вашите деца. И ние докторите сакаме да бидат здрави и за во таа сврха треба да бидат вакцинирани. Доколку не се вакцинирани, доколку сте пропуштиле некоја вакцина, еве имате сега можност да се јавите во превентивните тимови и навистина да ги вакцинирате, затоа што да не се соочиме со болести кои што сме ги заборавиле. Ви благодарам за гостувањето уште еднаш и се гледаме повторно. Благодарам. Почитувани професор доктор Катерина Ставрич, детски имунолог, беше наша гостинка во студиото на Телма. Ви посакувам пријатен ден. До гледање.